Благоја Хамамџиев ја создал Modelix од желбата да им помогне на малите и средни предпријатија подобро финансиско планирање да спроведуваат со цел да имаат поголема ефикасност, но и од желбата да им помогне на стартапите полесно да стигнат до финансирање. Неговата приказна од Дубај до Македонија во денешната епизода на Њубис. Благоја, добре дојде во Њубис. Добре најдов. Обично секоја епизода некако така се наметна да почнува со професионалниот бекграунд. Што е она што те доведе до она каде си сега? Ако треба да се навратиш назад на кариерата, што те среќа, што те формираше, што те насочи по овој пат кон Modelix? Па, мислам дека многу е поназад од кариерата тоа што ме насочи по овој пат, тоа мислам дека беше мајка ми која имав 5 години. Изгледало секогаш сум имал афинитет кон финанси и кон пари. И знам дека мајка ми се враќаше 5 години, се враќаше дома, во тоа време уште платите ги добива во кеш и ми ја даваше платата да ја избројам да видам дали е точна. Така да со броење пари сум од многу рана возраст и мислам дека некако така. Мајка ми беше финансов директор цел живот во Македонија и така некако за мене беше изгледа нормално да одам во таа насока. Така завршив после тоа економски факултет во Прага и почнав со прво работно место ревизор во финанси во Македонија и така натаму после тоа продолжи кариерата во таа насока. Меѓутоа продолжи кариерата во насока на вработен некаде, некој корпоративно искуство, некоја рамка што е поставена за одеднаш после да си речеш не, чекај јас сум за предприемач. Како ја донесе таа одлука? Мислам дека моето искуство во животот, во професионалната ми, во персоналниот живот е дека има 1, 2, 3 моменти одлуки кои што ќе ги донесете во животот, кои што кога ги носите може да ви изгледат екстремно неважни, меѓутоа го формираат и ја формираат целата иднина на вашиот живот. Тоа за мене беше после постдипломски. Јас завршив постдипломски во Мадрид на Институт де Емпреса и решив дека ќе одам во Лондон да барам. Тоа беше крај на 2008 година, кога беше најголемата економска криза во свет и работа едноставно во сектор финансии апсолутно не постоеше. Меѓутоа, јас бев упорен и решив дека ќе барам работа. Бев таму, тропав од врата на врата, барав работа, буквално со CV од врата на врата во Лондон. И видов, и целта ми беше јас ќе работам во Лондон. И ми се појави, не знам, на LinkedIn, валјда, работно место во Дубај. Дека се бара некој конкретен профил, кој што мојот профил одговараше на тоа. Мене Дубај не ми беше на крајот на паметот. Меѓутоа викам, ќе ме викнат валјда во Лондон негде на интервју, дај да повежбам со едно интервју во Дубај, пошто ќе ме викнат сигурно, добар ми е профил. Пратив CV за да вежбам интервју. И ми се јавија за трента, за интервју, второ интервју за 2 дена со финансовиот директор беше во Лондон во тоа време во 6 саат бајле. Ми понудија работа во рок од 3 дена и јас отидов во Дубај. И 13 години живеев во Дубај. Значи, една одлука комплетно неповрзана со тоа како јас ја гледам иднината, ќе пратам CV за да вежбам интервјуа, ме донесе во Дубај, ме донесе кај што сум сега. Сега, да се вратам поконкретно на прашањето. Значи, во Дубај јас имав 3 работни места генерално во тек на 13 години и таму запознав многу различни луѓе, меѓутоа сите беа, сакам да кажам, сите работни места беа поврзани со финанси, планирање, бизнис планирање, фандрейзинг. Кога се вратив во Македонија, се вратив од приватни причини, повеќе доволно ми беше во Дубај 13 години. Кога се вратив во Македонија, имав опција или да барам работа пак корпоративна, или да почнам нешто што е мое и entrepreneurial бизнес. Имав среќа да бев обкружен низ тие години во Дубај со пријатели кои што се entrepreneurial minded и кои што сме работеле заедно на финансиско планирање и зборувавме, може и 5 години зборуваме за тоа како ние работиме за едно најдобрите консултантски компании за финансија во свет, за Ernst Young, меѓутоа сепак креирањето на финансиски планови и бизнис планови е толку многу скапо за нашите клиенти и треба толку многу знаење што има простор да се направи софтвер кој што ќе го реши тој проблем. Ќе го поедностави процесот на финансиско планирање и репортинг и бизнис планирање за било кој
да може да направи професионален бизнис и финансиски план. И од таа некоја група на луѓе кои што се entrepreneurial minded, решивме дека ајде ќе го почнеме овој бизнис. Го имаме знаењето, можеме сега е времето да го почнеме. Те прашувам малку за тоа како функционира тој софтвер и што се решава од проблеми, ама да се вратам на ова што го спомена, затоа што ми е побуди љубопитноста. Ако треба да направиш споредба меѓу бизнисот во Дубај и бизнисот во можеби на позападниот свет и ова што се случува на Балкан, што е она што вака ти го изведиш, ова беше топ, ова беше не така добро? Бизнисот во Дубај функционира повеќе како во Македонија, него како во, да речеме, Европа, Западна Европа или Америка. Од кој аспект? Дека договорите, и јас ствари бизнисот во Македонија сега почнам да го учам како функционира, така да може и уште не знам точно. Ама како функционира во Дубај? Во Дубај бизнисот функционира врз основа на збор, врз основа на препорака од човекот што се знае. Значи седнуваме, кај нас многу често се случува тоа во кафана, таму не во кафана, се случува во канцеларија, ама или на чај, ама се седнува, се прави договор усен меѓу двајца луѓе и тоа е завршена работа. Значи многу од бизнисот се случува на ниво на доверба и без премногу детали. Ние се договоривме, ова ќе го правиме, па деталите ќе ги решаваме по патот. Во западниот свет е многу поразлично тоа аспект. Се седнува на почеток, се гледаат сите детали, се договара све и после тоа почнуваме. Така да тоа е во Македонија, мислам дека може малку измеѓу, меѓутоа повеќе е на страната на кај Дубај, каде што повеќе договори се прават по препорака со луѓе кои што ги знаеш, отколку со седнување, разбирање на сите точни детали од бизнисот и планирање. Така да од тој аспект се многу слични Дубај и Скопје. Мислиш дека е поскапа варијанта ова или поевтина ако не ги знаеш однапред сите договорени детали? Има ли поише место да дамки? Многу поскапа варијанта. Сега, например, за мене која ова е малку генерално меѓутоа. Скандинавските држави се за мене феномен како функционираат. Затоа што се многу скапи, мислам, скапи од аспект на луѓето заработуваат високи плати, животот е скап, значи продуктите што ги прават се многу скапи, а се екстремно конкурентни на пазарот, на светски пазар. Мене тоа никош не беше јасно. Како е возможно држава со толку високи трошоци да е толку многу конкурентна на светски пазар? Ние во Македонија платите сега ни се подкачиле, ама 5 пати пониски, така како се они толку конкурентни? И имам неколку другари кои што живеат во тој свет и сега ова е не е научно истражување, меѓутоа до заклучокот до кој што јас сум дошол е делот на планирањето. Седнуваат и можеби некој проект го планираат година дена, година и пол во сите детали. Меѓутоа, кога ќе почнат да го работат, нема простор за грешка. Нема простор за неефикасност. Кај нас е обратно. Кај нас се почнуваме на ура, денес седнуваме, се договараме, од утре почнуваме и после тоа се појавуваат 1000 прашања кои што треба да ги решаваме во ход. Ама више, сме вложиле пари, сме вработиле луѓе, значи многу работи случаи више нема назад, само трошиме, само многу понеефикасно станува. Така да мислам дека од аспект на бизнис по-добар е западниот. Значи. Како го поставивте Model X? Како беше замислено? Дали замислата е се уште истата или се менуваше попатно? Па, замислата беше се уште иста, меѓутоа многу побрзо стигнавме до конечниот начин како треба Model X да изгледа. Јас мислам малку полово време ќе ми треба. Значи се две верзии на Model X, од почетокот беше така замислено. Првата верзија на Model X беше фокусирана на клиенти стартапи. Значи на стартапи да им помогне да може да си направат финансиски бизнис план, за да можат да бараат финанси. Дали се тоа од инвеститори или дали се тоа кредити. Главниот фокус беше околу помагање на стартапи да обезбедат финанси за нивната идеја или за нивниот многу нов бизнис. Втората верзија од Model X, која што ја пуштивме пред 1 месец лайв, секогаш беше во план, меѓутоа мислам подоцна ќе се деси. Втората верзија е повеќе фокусирана на мали и средни постоечки компании кои што веќе работат 10, 20, 50 години назад на пазарот. И оваа верзија е фокусирана за нив. Така да
не се смени многу визијата, само малку побрзо стигнавме од тоа што го гледав како крајна цел. Ај води не се чекор по чекор, што треба корисникот да направи, што добива, што треба да понуди за да стигне до користење, како што е наменето на целата платформа. Значи, основата на тоа што Modelix му помага на юзерот се две работи. Едната работа е да го води бизнисот по-профитабилно, значи да биде по-профитабилен отколку што е до сега, значи да направи повеќе пари. И втората е да обезбеди финансирање, дали е тоа од кредити, од банки или од инвеститори, за да може да инвестира во бизнисот и да го расте. Значи тие се двете работи. Работиш по-профитабилно и обезбеди инвестиции за да го растеш тој бизнис. Тие се двете главни работи. Сега, ако да малку подетално. Има 3 главни типови на клиенти на Modelix. Првите се стартапи. За нив што е вредноста? Вредноста за нив е дека Modelix им помага да направат финансиски бизнис план за да можат да добијат или кредит или инвестиција од инвеститори. Тоа се стартапите. Вториот тип на клиент се веќе постоечки бизниси, мали и средни предпријатија, кои што веќе полого време работат. За нив што е главната понуда? Главната понуда е дека помага по-профитабилно да го работат бизнисот. Значи, да видат секој бизнис, барем малку поголеми бизниси, има повеќе, да речеме, оддели или бизнис линии, продукти, проекти, продавници. Значи е структура од повеќе профитни центри. И во секој бизнис некој дел од бизнисот работи многу профитабилно, некој дел од бизнисот не работи профитабилно. Тоа што Modelix им овозможува на юзерите е да видат кои делови работат профитабилно, за да продолжат да се фокусираат, да инвестираат во нив, за да расте бизнисот кај што е профитабилно, и да видат кои делови не се профитабилни, за да може да се посветат на подобрување на профитабилноста или едноставно да ги затворат. Не ти треба дел од бизнис кој што едноставно ти е непрофитабилен. Така да Modelix ти дозволува грануларно да разбереш кој дел од бизнисот ти е профитабилен и кој не ти е, за да можеш да се фокусираш, да ги подобруваш деловите кај што има простор за подобрување и да ги растеш деловите каде што бизнисите кај што се веќе профитабилни. Тоа е главната поента, една од главните цели на Modelix за средни предпријатија. И втората цел е му овозможува за средни предпријатија им овозможува на предпријатија да постават таргети на сите вработени внатре во компанијата. Значи, се прави како се прави тоа? Се прави план, да речеме, за следнава една година, правиме план каде сакаме да бидеме финансиски, по секоја организациона единица во фирмата и од кога ќе го направиме тој план, можеме многу едноставно и транспарентно на сите менаџери да им поставиме таргети. Еве ти што треба да оствариш. И од аспект на приходи и од аспект на профитабилност. Тука очекувам ти да бидеш. Ти сега смисли како ќе го оствариш тоа. Таму каде што се остварува, наградуваме, тапшаме по рамо, таму каде што не се остварува, треба да се превземат некои иницијативи за да се подобри. Така да тоа е вториот клиент. Средни предпријатија. Сетирање на таргети и менаџирање на профитабилност. Третиот таргет се консултанти и сметководствени бироа. На нив Modelix нуди да го растат својот бизнис, односно нудат услуги кои што досега можеби не може да ги нудат. Еве за сметководители ќе земам конкретно, сметководители се многу често фокусирани на сметководство. Дај ми ги фактурите, платите, ќе пресметам, завршна сметка, тука им завршуваат даноци и тука им завршуваат услугите. Меѓутоа, со Modelix може да нудат две нови услуги. Едната е финансиско планирање за нивните клиенти, кои што сега не може да го нудат, и втората услуга е месечен репортинг за нивните клиенти. Така тие се две нови услуги кои што може да ги нудат и да го зголемат својот бизнис. Така тие се трите клиенти и што им нуди Modelix на секој од нив посебно. Како изгледа ова е subscription based, месечни пакети, бираат што сакаат? Да, subscription based има месечен пакет, има годишен пакет и во самите, освен што се месечни годишни, има во зависност од кој фичер сет ти треба, има различни нивоа на планови за различни потреби. Значи за стартап ако ти треба само планирање, бизнис план и финансиски план, не ти треба целиот репортинг дел, тогаш има пакет за тоа, кој што е поевтин. За помали компании кои што не се организирани во многу организациони единици, проекти, продавници и така натаму, него еден бизнис е за нив, ама им треба репортинг за да видат профитабилно каде
каде да подобрат профитабилноста, за нив има друг план. И Enterprise планот е за поголеми компании кај што можат буквално во секој дел од бизнисот да видат каква е профитабилноста и да носат одлуки. И каков е фидбекот од првите корисници, што велат што им е најкорисно, што најмалку го користат, а можеби вие сте мислеле дека ќе биде вау нешто, што е она што го бараат како дополнителни фичери што треба да се додадат, можеби ги согледале од користењето? Значи, ќе почнеме од тоа што мислев дека ќе биде многу добро и многу користено, а не. Ама почнав да разбирам зашто не. Мислев дека, значи, едно од модулите на Modelix е делот за правење на презентации за инвеститори. Ако ти треба да презентираш пред инвеститори за да земеш инвестиција, треба да направиш pitch deck. На англиски, не знам, Да. англиски како сека. Меѓутоа треба да направиш pitch deck. И Modelix има компонента за правење pitch deck, кај што имаме ние темплети како треба еден професионален pitch deck да изгледа. И мислев дека тоа ќе биде екстремно користено затоа што луѓе кои што никогаш во живот не направиле pitch deck, си ги имаш прекрасни темплети кои што те водат низ процесот. Едноставно, тој дел не се користи. Не се користи толку многу колку што мислев. Од друга страна, финансискиот дел што е најкомплексен во споредба со другите, финансиското планирање е нешто што апсолутно е сите клиенти до еден кои што се станати клиенти на Modelix, се станати клиенти заради делот на финансиско планирање и финансиски репортинг. И тоа е делот што се користи 100% од клиентите го користат. Така да мислев дека ако ме прашате сега кога би се вратил назад пред 2,5 години кога почнав Modelix, можеби целиот pitch deck и можеби немаше потреба се направи, требаше поголем фокус на финансискиот дел да се стави. А како се развиваше всушност од аспект на технологија? Работевте на специфични алгоритми или зачинивте ли малку со вештачка интелигенција, затоа што сега е таа најмодерната, ако немаш во системот AI, ништо не бива. Апсолутно. Да, го зачинивме со вештачка интелигенција негде пред скоро една година. Делот на вештачна интелигенција, освен тоа што е многу популарен, стварно врши работа. И сега ќе кажам во конкретниот случај на Modelix. Значи, Modelix пред да имплементираме вештачка, што прави вештачка интелигенција Modelix? Ви помага да напишете бизнис план, 30 страни бизнис план, за вашиот бизнис во рокот. Па јас го правам за пола сат, на обичен јузер, еве да речеме, ќе му треба 2 сата, 3 сата. Значи, нешто што пред една година требаше за да напишеш ти бизнис план од 30 страни детален кај што се објаснува нели компанијата, кои ти се продуктите, кои ти се услугите, кој проблем го решаваш и така натаму. Значи 30 страни зборуваме, беше потребно денови. Сега се потребни сати. Затоа што вештачката интелигенција те води низ процесот, ти пак треба да ги дадеш главните насоки, нели, пошто сега Modelix те води низ процесот на бизнис планирање, ти ги дадеш главните насоки, ама 30 страни врз основа на тие насоки ти ги пишува за една минута. И е стварно квалитетно напишано. Подобро него што можам јас да го напишам. Така да, зачинето е, популарно е, ама стварно е корисно. Од досегашното искуство, што забележавте дека кои индустрии се можеби најотворени за ваков тип на решенија? Каде можеби има отпор дека некој ќе си рече, не сакам да го користам, цел департмент ќе останеме без работа заради овој софтвер? Прво, вториот дел од прашањето. На отпор не сум наведен. Затоа што ако на некој човек во моментов му требаат 3-4 дена месечно за да го заврши репортингот кој што Modelix го нуди, Modelix тоа ќе му помогне да го заврши за 1-2 сата. Тоа му ослободува 3-4 дена да прави нешто по-квалитетно, нешто поефективно отколку спремање на бројки. Така да секогаш има доволно работа за попаметна работа отколку за работа која што е правење нешто пешки кој што не нуди никаква дополнителна вредност. Така на отпор не сум наведен. Од аспект на индустрии, тоа што го гледам е дека најприфатен Modelix е од индустрии каде што се работи или проектно или има физички продавници. Значи тие се двете главни индустрии кои што ги. Проектно, значи зборуваме за IT компании, за маркетинг агенции, за консултантски компании, construction
градежни компании, значи све што работи на проект е екстремно им е интересен Modelix. Зошто? Затоа што е многу ретка алатка која што ти овозможува да видиш реална профитабилност на ниво на проект. И после тоа, нели, се консолидира тие бројките, се вкупно до најгорега компанија. Ама ти овозможува да видиш профитабилност на ниво на проект, за да можеш да носиш одлуки за тој проект. Ако проектот ти работи екстремно профитабилно, супер, дај да додадеме нови луѓе на овој проект. Тука сакаме да растеме. Ако проектот не работи профитабилно, дај да збориме со клиентот, така, овој проект не е профитабилен. Мораме да зголемиме цени, нешто да направиме за да го направиме профитабилно. Значи Modelix им дава податоци кои што може да ги искористи за вистинско менаџирање на бизнисот, оперативно менаџирање и подобрување на профитабилноста. Така, тие се индустриите, од аспект и втората индустрија се физички продавници. Повторно, за да имаш комплетна идеја како ти работи секоја продавница посебно, за да можеш да поставаш таргети и да видиш како ти работи секоја продавница. Тоа што работи добро, супер, тоа што не работи, треба да се затвора. Така, тие се двете главни индустрии, меѓутоа, сега ова, иако се двете главни индустрии, тоа се можеби не повеќе од 30% од клиенти од Modelix. Имаме од сите можни индустрии. Значи, која индустрија ќе ти текне, Modelix има клиент од таа индустрија. Така да не е ограничен воопшто, меѓутоа е посебно интересен за овие две. А што е со држави? Фокусирани сте тука на Балканот, отворени за цел свет, каде напаѓате најскоро, каде најдобро перформирате? Највеќе сме фокусирани на Америка и сега во последно време, од кога ја пуштивме новата верзија на Modelix, Enterprise верзијата, почнавме во Македонија. Тие ни се двете главни, да речеме, територии многу различни една од друга. Македонија е затоа што тука сме дома и ни е многу поедноставно да оствариме контакти со луѓето, така да тој дел е поедноставен. Америка е огромен пазар со многу голем потенцијал. Луѓето се навикнати да користат вакви софтвери, така што многу полесно се прифаќа. Меѓутоа има многу конкуренција. Меѓутоа сме фокусирани на Америка од една главна причина. А тоа е што Modelix е интегриран во моментов со најголемиот сметководствен софтвер во свет, што се вика QuickBooks, и комплетно е интегриран со QuickBooks. Значи секој јузер на QuickBooks може бенефитите кои што ги нуди Modelix многу едноставно да ги добие, затоа што сите бројки се интегрирани. И QuickBooks е американска компанија, што има 80% market share во Америка од сметководствени системи, така да некако природно дојде да се фокусираме на Америка. Меѓутоа клиентите ни се од Америка имаме ни 20, мислам дека последната бројка беше околу 19% од клиентите ни се од Америка. Цел свет. Африка многу од некоја причина, уште не можам да сватам зошто, ама фала многу на Африка, имаме многу клиенти од Африка. Супер, одлично. Каква е поддршката што им ја нудите на клиентите? Во смисла, еве го, работете си, нема ништо или имате некаков customer support кој што е воспоставен? Имаме customer support, имаме од аспект на канали, имаме live chat и на имейл, со тоа што ако гледаме дека заглавуваме со било кој клиент, не може да се објасниме на live chat или на имейл, одиме директно на видеокол. Така да мислам дека од аспект на и многу често за покомплицирани клиенти, поголеми клиенти, јас лично го терам customer support-от, кога се покомплицирани прашања, така да имаме процес каде што може буквално да седнеме со човек онлайн пола саат да ги решиме сите проблеми. Има ли нешто што најчесто се повторува како ова не знаев дека може вака или ова или имаат некаква претходна, не знам, туторијали, обука што ги добиваат за да знаат лесно да се снаоѓаат? Имаме снимено скоро 100 видеа како туторијали, значи секоја секција, секој копче во Modelix е објаснет со видео. И видеата се меѓу 2 минути и 5 минути, значи не се многу долги. Имаме и долги видеа по пола сат или по 40 минути кои што го објаснуваат целиот процес во детали. Не икат луѓето да гледаат. Сака да им раскажеш, сака ти да седнеш и да им кажеш. Значи видеа, текстови, значи милион, значи не сакат да гледаат луѓето видеа, сакат да прашаат некој да им објасни. Не, мислам, има и нормално луѓе кои што ги гледаат, меѓутоа многу често одговорот на прашањето се наоѓа во едно од тие видеа, така што кога зборуваме за customer support кај нас најчесто одговорот е тоа ти е прашањето, еве ти видео, види како се решава тој проблем. Со пауза, степ па еден, пак сопри, па направи го, па
Кратко е, јасно е, еве, само кликни плей и ќе биде решено. Меѓутоа да, од голема помош се, само што треба да им ги нешто не сакам се толку да гледат, можеби не ни се доволно јасно представени кај нас дека тие видеа постојат. Можеби тука е грешката. Меѓутоа кога ќе им го посочиш видеото на луѓето преку customer support, тука више го гледаат и проблемот е решен. Ама не ги наоѓаат сами. Може грешката е кај нас пише кога се слушам како зборувам вака гласно. Може од оздолу да имате со ситни букви. Ако заглавиш, оди на видеото и тоа. Баш така. За крај на разговорот, раскажи ми каква е визијата, што на каде одите, што планирате, како гледате дека ќе се развива, каде гледате можеби нешто што ќе се промени сериозно како резултати на нови технологии, нови текови и промени генерално во светот и економски развојни. Да. Се движиме во насока во која што се движевме уште од прв ден, а тоа е сакам Modelix да стане најдобриот софтвер за финансиско планирање и репортинг за мали и средни претпријатија во светот. Тоа е насоката и може ќе ни требаат 5, 10, 15 години, ќе видиме колку, ама насоката да стигнеме до таму. По-конкретно каде се движиме, значи до сега додека ја пуштивме оваа верзија, последната пред еден месец, која што е Enterprise верзија, до тука беше работевме на архитектурата на моторот на Modelix. Сега тоа е завршено, функционира феноменално и од тука натаму сме фокусирани на интеграции со различни системи, со различни други софтвери на светско ниво. Затоа што едно од работите што ги научив низ овие 2,5 години е дека мора да се луѓето сакаат, нормално дека сакаат, комплетниот процес на работење да им биде автоматизиран. Значи, ако ти како Modelix побараш од некого да направи нешто мануелно, тука ги губиме 80% од луѓето. Мора да биде све автоматизирано, целиот процес колку што може. Така, значи, за тоа да можеме да го постигнеме, ни требаат различни интеграции со различни софтвери да правиме за целиот процес на финансиско планирање и репортинг да биде од почеток, од оперативно ниво до репортингот до крај комплетно автоматизиран. И фокусот е на интеграции. Тоа е едното. А AI за сега е имплементиран во делот на бизнис планирање, каде што ти го пишува бизнис планот, уште го нема имплементирано во делот на финанси, на финансиско планирање, и тоа е едно од работите што претпоставам дека до крајот на година ќе биде имплементирано. Ви посакувам многу среќа. Фала многу.